Меланомот е еден од посериозните малигни заболувања. Повеќето луѓе имаат мноштво бенки кои се безопасни, меѓутоа важно е да се знае да ги препознаеме промените во големината, бојата и обликот на бенката, кои можат да ни сугерираат дека станува збор за меланом кој што се развива, велат дерматолозите. Иако сметаме дека сонцето е тајната состојка на среќата и на атрактивниот изглед, за жал воопшто не е безопасно. Прекумерна изложеност на оваа зрачење е најчеста причина за сите форми на рак на кожата. Меланомот е најмалигната форма на карцином на кожа, кој што се јавува во текот на животот најчесто како една нова бемка, кој што пациентот претходно ја немал, за жал, или на веќе постоечка бемка како променета низ годините. Како да ја препознаеме? Ќе ја препознаеме како нешто кое што сме го немале до сега, како нешто кое што отскокнува од останатите бемки доколку ги има пациентот, и како нешто кое што е променето, бемка која што ги променила својата боја, своите граници или на било каков начин својата структура. Најчесто предизвикувач се штетните UV зраци, прекумерното изложување на сонце. Пациентите треба да се штитат целогодишно од штетното влијание на сончевите зраци и тоа најчесто велиме кумулативниот ефект на сонцето низ годините, тоест изложувањето на пациентот на неговото дејство од најрана детска возраст, она горење на сонце за време на летните одмори и низ текот на годините појава на секакви последици од тоа сончење, кои што ги гледаме преку, за жал, најразлични последици, меѓу кои и карцином на кожа. Секоја бемка на кожата не значи меланом, но секоја промена на кожата треба да се контролира од страна на дерматолог, вели дерматологот Анџелика Илиева. Значи, било што кое што е ново, кое што не сме го имале претходно, било што кое што е променето, треба да го препознаеме и задолжително да се јавиме на преглед кај дерматолог. На вистина, секоја бемка не е лоша. Апсолутно има пациенти кои што имаат вродени бемки и бемки кои што се појавуваат во раната детска возраст и се бенигни. Меѓутоа, и тие бемки треба задолжително и редовно да се прегледуваат на дермоскопски прегледи, а понатаму дерматологот преку тие дермоскопски прегледи ќе процени дали пациентот има ризици. Овде спаѓаат и најразлични генетски фактори, дали во семејството има ризики, генетски фактори за појава на карцином на кожа, вклучително и меланом. Дерматолозите велат дека и во случај на најмала промена на кожата, веднаш да се консултирате со вашиот лекар, бидејќи карциномот на кожа може да се излекува доколку се открие на време.